нас лимитот ни е отворен. За која тонажа? Проблемът треба они да ни кажат колко можат да вземат таа суровина и со кој капацитет. За сортата има сорти кои они ни ги нудат и кај нас успеват и тоа можеме ние да го произведеме. Ама цел и наша денешна иницијатива е да се видиме со нив, да направиме договорно производство. За жал они не се тука, как ќе биде, шо ќе биде, не знам. Можеме и знаеме да произведеме зелка колку што на нив ќе им треба. Само треба да они да ни дадат едно зелено светло, да кажат која сорта, која цена и која тонажа. Дали до сега сте имале договорно производство со нив? Да, договорено. Не може да кажеме оте беше договорено. Имаме договор, али, како што кажа Голиче, например, тоа не е обврзано од ќе ни ја земат и по која цена. Значи, предходно поминаме лошо, не беше според договореното, затоа сакаме и нови договори да бидат официјално договорено, а не како што беше до сега. Има договор, да, ќе ја земеме, ако немаме потреба, не ја земеме, ако има потреба, да, може да донесете зелка, ќе ја земеме, не е проблем. Тоа не е од нашето договорно производство. Да, и тоа е, баш како што кажати, у нивна полза. Ако им треба, ќе те бркат, ако не им треба, никоме ништо, не си битен, не си важен за нив. Од каде се снабдуваат преработувачите со суровина тогаш? Тоа не го знаем. Затоа што работат с големене капацитетот на домашните Па ја преработувачи. кажа и Лјупчо, ти некаде увезуват, пиперка знаат да увезат. Сега за зелка дали увезуват, дали не, тоа не го знаеме. Убаво е, имаме можности да произведеме наша суровина, како што кажати, цел бенефит да остане тука во нашата држава, да нема увоз, да нема дополнителни трошкове, али ипак треба они да си го кажат своето, ние нашето и да најдеме договор. Да. Колку може да се произведе? Бројка кажете, не колку сакаат. Например, зборевме за 500 тони. Тоа е најмалку што можеме. Двојца можеме толку. Може би и сам. Па ние можеме доста количина да произведеме. Значи колку они имат повргувачка, толку може да произведеме. Не можеме да кажуваме колку може да произведеме, кога не знаеме колку на нив им треба. Ако кажат да им треба 3 милиона кила, без проблем ќе ги направиме. Само да кажат да договорено ќе биде, да се откупат тие количини, по таа и таа цена, во тоа и тоа период од години. Мислам дека без проблем ќе... Ето те, например, нашиот договор лани беше за во ноември, да биде зелката готова. Зелката беше готова, они демек имат најдено зелка и не им требаше. И ги молиш. Тоа не е тоа. Со пиперката имаме договорно производство со преработувачите и очигледно пиперката е поборувана од сите страни и пазари за што е сурова пиперка и за преработувачите, така да немаме проблем со тоа од нивна страна. Проблем најдеме на модриот патлиџан, исто така во преработувачите кај нив. Дали има повеќе количини од наша страна понудено за нив и на некои останаа по нивите, исто и на мене. Ние за тоа и го почнавме тој првиот проект оваа сезона со органска пиперка, бидејќи сакавме така да иницираме едно производство на органска пиперка, па сега да почнеме и го зголемуваме производството на обична пиперка, конвенционално. Секако дека е позитивно. Претходната година и ние имаме договори за обични пиперки, кои што ги откупуваме. Секако ние треба да се надеваме на некое стабилно производство. Ако имаме сите стабилно производство и стабилен откуп, тоа е добро и така расте индустријата. Доколку 5 години поред се случи, например, на секои 4-5 години се случи некоја катастрофа и нема производство, нема раст во индустријата. Тоа е многу... Па добра е таа иницијатива, ние ја поздравуваме и тоа што го правите вие како Агротим, што го направите и претходно со органската пиперка, па сега и со
обична и со сончоглед и со еве дај Боже да има и некој производач кој му треба зелка па и зелка да. Така да супер, од наша страна тоа добро, бидејќи во иднина треба да се стабилизира производството. На годишно ниво ние не знаеме просечно колку се преработува зелка. Значи, земјоделците, ајде, и јас сум дел од нив, иако мала количина на зелка посадувам, значи, како на тепка, на коцка садиме, ме сваќаш ли? Сега оваа година, дали ќе има цена, окей, задоволни сме. Ако нема, кукаме. Само и да се знае. Да. А сега друго е, значи јас знам, убаво е да имаме планирано производство. Сега да беа овде преработувачите и да рече, ајде да се договараме, нека биде 8 денари откупната цена на овие ранните сорти. И секој дома ќе се ја направи математиката, дали може да ја произведува, дали не може. А сега ние влегувате како во тунел, во темница, и не знаете колку ќе биде цената на зелка. И да е договорена цената. Сега тука ќе имаше можеби добра дебата да беа преработувачите, ја договорили сме на 7 денари. Зелката е 15. Ќе ја плаќаат 15 или не? Ако е 3 денари, ќе ја плаќаат ли 7 или не? И јас сум, например, за. Ако беа тука преработувачите, например, договорено да биде, иако е зелката 3 денари, они ако кажат 7, да се плата на 7. И да е 20, ние па на 7. Па да, фала Богу. Значи тоа да биде договорено. За тоа баш и е иницијативата. Па за тоа треба да се најде и некоја си средна цена на сите што ќе одговара. Нашите договори, например, претходно беа според цената на пазарот. Која е цената таа? Има години која е 3 денара, ваа година, например, плаќате 12 денара. Моментално. А лани, многу убаво знаеш, ти 3 и 4 денара плаќаат. Што нема логика. Затоа сакиме. Они знаат, они уште сега зимата прават договоре со Канада, Америка, не ги знамо дека и се партнерите, и колку им треба. Значи, они си знаат колку треба да закиселат ли, киселат, како сакат, нека спомнат, нека кажат, и колку точно зелка им треба за до година. Затоа ние сакиме тоа договорно производство да го направиме. Ако им треба 1.000.000 кила, да знаеме да произведеме 1.000.000 кила зелка, тони зелка. Се тоа зависи од нив. Затоа што они знаат колку им треба и ние колку да произведеме. Ама за жал не се тука.